Се поизвестно е дека власта ќе ги извиси вработените со договор на дело во јавното здравство. Огласи нема, а деновите до распишување на изборите се бројат на рака. Доктори, медицински сестри и техничари, револтирани и разочарани, протестираа во округот на клиничкиот центар. Тие со години работат во здравствените установи, без договори, без здравствено осигурување и за минимална мизерна плата. Прашуваат, ќе има ли слух владата за нив или повторно ќе бидат прелажани. Дел од нив веќе размислуваат да си ја бараат среќата надвор од Македонија, каде нивната работа ќе се цени повеќе. Присилени сме веќе ние самите, дури да ја смениме струката и да работиме нешто сосема трето или тука или надвор од државата. Значи мислам дека срамота е и тажно е да бидеме ваков медицински млад персонал, дипломирани, да останеме со минимални примања, невработени. Веќе 7 години договор на дело. Тоа што да кажам. Разочарани ли сте? Да. Принудени веќе да бараме друга работа. Имам 13 години што работам со договор на дело. Без здравствено осигурување? Да, без ништо. Здравствените работници добија поддршка и од синдикатите. До петок имаат рок, ако не, ние како КСОМ имаме тим од 50 адвокати, каде што сите овие луѓе ќе поднесат тужби за изминат нивниот работен век што го поминале во овие здравствени институции и едноставно правдата ќе ја бараме преку судовите. Гледате, ние сега преговараме со еден министер, ова е смешно и жално. Гледате вчера што се случува. Разговараме со министерот, со неговиот кабинет да се реши проблемот. Вчера имаме ситуација, министерот не може да влезе во влада. И сега ние бараме од таквите луѓе да го решат случајот. Ова политичките партии тако заборават. Доаѓаат избори, народот веќе знае што ќе прави. Наместо трансформација на работниот однос, надлежните одлучија преку огласи за вработување да им дадат шанса на многуте здравствени работници кои се со договор на дело. Досега, само во 2 здравствени установи, меѓу кои во клиничката болница Тетово, има огласи за вработување. Трајно вработување на здравствените работници беше најавено на официјална пресконференција во владата пред Нова година од страна на Ковачевски, Бесими и Меджити. Но се уште нема реализација. Во меѓувреме, дел од овие лица немаат ниту нови договори и работат без пари во здравствените установи.